Согледувајќи ја здравствената состојба на граѓаните во општина Прилеп во последниве 7 до 10 дена е загрижувачка и во најмала рака алармантна. Гледајќи го сето тоа, го покажуваат и бројките. Знаете, во последните 7 дена имаме 377 новозаболени граѓани. Има повеќе број на хоспитализирани пациенти во општата болница во Прилеп и за жал има 15 мртви за овие 7 дена. Тоа ми даде за право како шеф на криzni штаб во општина Прилеп, како градоначалник на Прилеп, ако сум во професија лекар, во оваа прилика сакам да кажам дека од денес се ставам на располагање на службата на инфективното одделение. Јас во вчерашниот ден разговарав со директорот на болницата, со колегите на инфективно одделение, му ја понудив мојата помош, со задоволство беше прифатена и од денес ќе бидам тука присутен колку што има потреба. По наредниот период дали тоа ќе биде 7 дена, 2 недели, месец, 2 и така натаму. Јас знам дека припаѓам во ризичната група на граѓани над 60 години, каде што поголема можност да добијам инфекција или не дај Боже да заболам. Ама тој ми е мој пресметен ризик како општествено одговорен граѓанин и како лекар, кој што имам Хипократовата заклетва дадено. Стојам на располагање пред се на моите колеги кои што стварно имаат потреба од медицинска помош. Јас ќе бидам на располагање од технички, организационен и медицински аспект. Јас во вчерашниот ден разговарав со докторите од Центарот за јавно здравје, со директорката на Центарот за јавно здравје, каде што тие имаат апарат за PCR тестови правење. Мојата заложба беше да направиме чекори за да имаме можност и во нашиот град да се тестираат граѓаните најголем број од потребните PCR тестови и мислам дека стоиме на располагање. Во тек е постапката, мислам дека има донација од компаниите Гентер и Мермерен комбинат. Се надевам дека со помошта од општината во наредниот период ќе го направиме овој центар за испитување на PCR тестови во нашиот град. Паците гледаат и знаете дека е драматичен, токму сакам да го покажам со личен пример и да му покажам на со мојот пример на сите колеги, медицински сестри, болничари да бидат да се пријават како доброволци, како волонтери, да помогнеме во овој момент затоа што на граѓаните, на општеството, на граѓаните од нашата општина им е најпотребна сега медицинската услуга што ние мора да ја дадеме. Затоа што никогаш вака не било алармантно. Тоа не значи дека и понатаму нема да биде. Сигурно во наредниот период овој тренд ќе се задржи. Се надевам дека не многу долго, ама сигурен сум до крајот на овој месец и евентуално до средината на другиот месец ќе биде ваква ситуација. Тоа е ситуацијата, тоа е прогнозата што ја имаме.